и за последниот разговор за ова утро. Овде во студиото во живо ни пристигна веќе гостинот, господинот Александар Ѓорѓевски, председател на пливачки ватерполо клуб Вардар од Скопје. Александар, добро ви утро. Добро ни дојдовте во утринската програма на телевизија Алфа. Денеска во рамките на утринската програма зборуваме за спорт. Го следевте линкот од колешката Ивана за фудбал. Сега ќе зборуваме за ватерполото како спорт и придобивките од ватерполото. Каков спорт е ватерполо? Прво, добро утро и на вас. Ви благодарам и на поканата и ви благодарам што како телевизија и општо како медиум се интересирате општо за спорт. Еве, меѓу другите и за ватерполото. За ватерполото како спорт е? Па морам да кажам дека е специфичен пред се, не секојдневен, самата средина кај што се игра ватерполото е не секојдневна, нели се игра во вода, во базен, така да, али на крајот од денот по мене и некој моје скромно мислење, мислам дека е најинтересниот покрај убедливо најтешкиот спорт во светот, што не го кажувам ја, не го кажуваат врвни и стручници и научници. Покрај тоа што е најтежок, се смета за еден од најздравите спортови, бидејќи е комбинација на неколку спорта. Ке зборуваме за придобивките. Добро, Сега добро. ме интересира, кажавте дека е најтешок спорт. Зошто е тоа така? Дали е можеби поради подлогата, бидејќи се игра во базен, нели во вода? И може тука да ми ги кажете и кои се техниките во ватерполо? Сите мислат дека е најтешкиот момент тоа што не допираш доле на базенот, пошто се игра во двометарска длабочина на базенот и играчите не го допираат тлото. Сите, тоа им е најчестото прашање како не допирате а играте. Тоа се техники што се учат во текот на тренажниот процес, што најмал проблем за текот на надпреварот е дали допира доле играчот или не. Така да, што се однесува до самата комбинација и за ватерполото, како што кажав, е комбинација на три спорта, односно пливање, рвање и стратегија, односно стратешка игра. Многу треба да имаме осет во простор, да имаме осет и координација со другите играчи, со противните играчи, така да е многу интересно изиграње, многу интересно за гледање и на страна тој спортскиот дел многу интересно кога во животот знаеш дека си совладал техники од еден таков спорт, каде што е еден од најтешките и најинтересните спортови. Да, кажавте дека е комбинација од три елементи: рвање, стратегија и првото беше пливање. Сега ме интересира кога станува збор, кога се рваат. А гледаме, нели гледавме сега, ќе збориме и за тоа, гледаме како изгледа тоа рвање, па давење. Дали има повреди? И дали е груп спорт, дали спаѓа во тие груби спортови и ако има повреди, кои повреди може да се добијат од ватерполото? Да, само да се надобрзам, тука во комбинацијата влегува и ракометот, значи рвање, пливање, ракомет. Што се однесува до повредите, искрено нема некои повреди ватерполото како спорт, освен ако е предизвикан од некој удар во текот на надпреварот. Исто така пливањето со тоа и ватерполото важат за ни спортови кои немаат нус појави од спортот, како што не знам, повреда на колена, менискуси, зглобови и така натака. Најше што може би страда тоа е рамо и тоа е пак од недоволно загревање, па при шут може да се повреди и рамо. Така да други повреди стварно нема. Значи е безбеден спорт, не спаѓа во голема рака. Во голема рака е безбеден, но е груп. Морам да признам, значи е доста груп спорт. Има тепање, знае и некој тегнење, давење можеби. Да. Сега и при тоа на се тоа треба пак да знаеш каде е топката, во кој момент треба да ја примиш топката, кога да шутнеш, кога да додадеш.
Така да тоа е таа координација што ја веќе спомнав. Да. Сега да објасниме како изгледа еден ватерполо надпревар. Значи, не е многу, да кажам, може да ке се согласите, може не популарен овде кај нас во Македонија. Кажавте 7 години веќе постоите како пливачки ватерполо клуб. Ке зборуваме и за клубот и за придобивките, а мајде да објасниме сега како изгледа еден надпревар во ватерполо. Имавме можност пред неколку дена во неделата да гледаме врвен ватерполо, врвен спорт на Олимпијада меѓу Србија и Хрватска. Знаеме дека нели Србија освои злато, Хрватите трето по ред, Хрватите сребро. Тие се многу блиску до нас. Со Србија се граничиме, каде се тие во ватерполото, каде сме ние. Ајде да за ова ќе зборуваме малце подоцна, ама да објасниме како изгледа еден меч. Како изгледа? Значи, се игра 4 четвртини по 8 минути. Има право на 2 тајм-аути во текот на целиот надпревар. Се игра 6 играчи плюс голман. Нели? Што е дозволено? Отварување, давење. Све што не види судија. Како и во секој спорт, така. Да, со тоа што дека стварно е малце проблем да види судија. Да, бидејќи дури под со вода е тие сето нови тоа. технологии, со вар технологијата е проблем. Еве имаше случај каде што покрај варот имаше некоректно судење, нефер судење со Италија. Знаеме што се случи. Така да и покрај сите тие технологии е многу тешко да се запази све во текот на еден надпревар. Така да друго тоа има исклучувања, значи за неспортски фаули 20 секунди е исклучување, си игра играч повеќе. Тоа е голем дел од тактиките на тренерите да се дојде до исклучување па да се игра полесен напад. До 3 играч со 3 исклучувања нема право да влезе повеќе во игра. И тоа се некои така најосновни правила што теренот е 30 на 20, 30 метри на 20, се игра на 2 гола. Длабочината треба да биде... Длабочината е 2 метри. Так. Температурата на водата треба да е минимум 26, максимум 28. Тоа би сакал да го потенцирам дека и многу топла вода не е препорачлива. Да. Така да тоа се некои во кратки црти што како изгледа надпревар, има двајца судии. Така. Сега ова е прилично млад спорт кај нас, кажавте 7. Не, на 7 години е вашиот клуб. Не е млад спорт. Ние имаме и во Југославија поранешен Вардар бележел сериозни успеси и резултати од учество во Б дивизија до освојување многу конкурентни места, до учество на европски и светски надпревари и Вардар и подоцна и Младост како клуб. Така да далеко додека е ватерполото млад спорт кај нас. Значи ние го практикуваме ватерполото малтене исто како што го практикуваат и играат во Србија. Па и во Хрватска. Ние сепак сме биле дел од една иста држава каде што се играло и се развивало спортот подеднакво секаде. Така. Дори ние имаме Охридски Бранови, еден од најстарите клубови на Балканот, што е, ако не и најстар. Така да, далеко тоа дека ние сме нови или млади во овој спорт. Мислев, млад е вашиот клуб, 7 години се занимавате со... Млад, оваа нова приказна сега што имаме е релативно млада, трае 4-5 години. Моментално сме во, значи, во момент каде има можеби највеќе клубови, ватерполо клубови од осамостојување на Македонија. Ние, ја веќе кажав, малце специфичен спорт и е малце проблематично да почнат деца да се бават со ватерполото. Се ќе ви кажем и зашто, бидејќи секој што ќе дојде да тренира ватерполо, не почнува одма да тренира ватерполо,
почнал со пливање да ги стекне основните техники и дисциплини во пливање, па после тоа почнал со ватерполо техника, ватерполо елементи и така натака, подоцна и ватерполо надпревари. Така да малце подолг патот или процесот Додека се почне со тренирање. се формира еден ватерполо играч. За разлика од некои други спортови каде што после месец, два, три одма може да почне да се надпреварува. Не зборам за квалитетот на тој надпревар, но може да вкуси надпревар, условно кажано. Кај нас е малце подолг патот и е малце поспецифично, и самиот терен. Ние за жал имаме само два базени во Скопје, но за војна вистината работите се каде одат на подобро. Се отвори базен во Струга, се отвори базен во Тетово. Веќе работи од колку 8-9 години работи базенот во Куманово. Така да се гради таа потребна инфраструктура за пливање, за ватерполо, за, дај Боже понатака, и уметничко пливање, скокови води и така натака. Така да се навратам на тоа дека ние моментално имаме највеќе, па сигурен сум, највеќе клубови од осамостојање на Македонија. Одлично. Сега да позборуваме малку за вашиот клуб. Пливачки ватерполо клуб Вардар. Постоите 4-5, така, 7 години. Она што е актуелно во моментов, имате бесплатна школа за ватерполо. И ајде малку да ги мотивираме, да им дадеме идеја на децата, место да седат дома, на телефони, на компјутери, да дојдат и да тренираат ватерполо на базенот во војната базен во Војниот базен во аеродром, така. да, моментално таму почнуваат тренизите. Таа идеја имаме веќе, можеби повеќе од година и пол, каде што сакаме да дадеме, пак и се вратно, тоа е специфичен спорт, не секој имал прилика да го гледа, а камоли да го проба тој спорт. А сум и ја и целиот наш тим убедени во тоа дека кога ватерполото ќе влезе во крвта, што се вика, не излага цел живот. Така да убедени сме во тоа дека кога децата ќе се заљубат, ќе видат што е ватерполо, ќе останат цел живот да тренираат и тоа е многу добро. Која е возрастната граница на дечињата кои што може да се пријават и може да кажете контакт телефон бидејќи е бесплатно, како да дојдат да стапат во вас? До вас. Ватерполо школата е за деца од 7 до 12 години, со тоа што треба да имаат основно познавање во пливање, барем основните техники, за да може бидејќи е ватерполо школа. Случат стриктно ватерполо елементи и ватерполо техники. Не посветуваме во овој процес, не посветуваме многу внимание на пливачките техники. Значи треба веќе да се пливачи, така да знаат да пливаат. Треба да знаат да пливаат. Додека пак од септември и сите каде што ни е редовниот тренажен процес и редовните тренинг програми, од септември може да најдат на Борис Трајковски. Секој ден имаме тренинзи, има различни групи, различни возрастни граници. Така да таму се учи целиот процес од пливачки техники, ватерполо техники, ватерполо елементи, гол, па надпревар. Да се вратам на школата, да, бесплатна ватерполо школа, сакаме да го доближиме ватерполото до сите деца што се заинтересирани за тоа, да пробаат да видат... И момчиња и девојчиња? И момчиња и девојчиња, немаме тука ограничување, само од 7 до 12 години и да знаат основни техники на пливање. Така, тренинзите ви се секој ден, сега или како? Не, имаме понеделник, среда и петок, од 6:30 попладне. Саат до саат и пол трае тренингот. 20 или 30 тренери се во зависност од моменталната потреба на тренингот. Работат со нив, така да има доста посветеност. Има многу голема, огромна заинтересираност. Тоа сакам да ве прашам. Каков е интересот сега? Дури интерно ја бев малце скептико дека нема да има толку деца. Па за жал веќе ги ограничивме, за жал, моравме да ги ограничиме и групите, бидејќи
сепак квалитетот на тренингот не сме да падне. Колку членови се во една група? Една група од колку дечиња ви е составена? Што тренираат во исто време? Сега во школата вкупно се околу 30 и нешто деца. Може би 40, не ме фаќате за збор. Се поделени по 10 до 15 деца по тренер. Така, да. Така да не повеќе, ниту една група и на Борис Трајковски, каде што имаме редовни тренинзи, ниту една група не надминува повеќе од 15 деца со тренер, додека пливачката школа не надминува повеќе од 10 деца. Значи, внимаваме на квалитетот, внимаваме на тоа да секој дете добие максимално внимание од тренерот, а сепак тренерот е еден. А тие се повеќе. Они се повеќе и затоа не ги шириме многу групите, за да може сите деца што се во групата да си добијат максимално внимание и максимална подршка во работа на техниките. Александар, колку време е потребно да се совладаат техниките на ватреполото? Колку брзо се учи? Од колку тренинзи, еве да кажеме за дете кој што е пливач, и кога веќе може да се пушти во еве надпревар, предпоставувам дека имате и надпревари, така вака меѓусебно. И меѓусебно и меѓународно. Пак тоа е индивидуално до самото дете, али за дете што е пливач, што не треба да ги учи пливачките техники, мислам дека од 3 до 6 месеци ќе се стекне со сите основни техники и ќе биде надпреварувачки способна, да кажем. Ќе може да одигра надпревар. Така. Организирате надпревари, кажавте и дома и надвор. Има некои места вака освоени, како се резултатски? Резултатски сме доста добри. Гостуваме сега последно имавме државно првенство на Македонија кое се одржа после 20 години, што е за нас сериозно голем успех. Ние 20 години немавме. После 20 години за прв пат се одржува ватреполо надпревар во Македонија. Државно ватреполо првенство. Зошто толку долго се чека? Заштото би треба некој од постарите генерации да ги прашате. Ние сме релативно млада генерација што почна да работи. Немаше клубови, немаше интерес од тој што требало да има интерес, што треба да организира тоа државно првенство, но пред се немаше клубови. Сега тоа веќе го начнав, опаќе се вратам за нашите успеси. Го начнав тоа дека веќе има веќе 7 или 8 клуба, не само во Скопје, и во Струга, и во Куманово. И така да има од каде да се игра, како да се реализира тоа државно првенство, пошто државно не може да се направи без клубови. Така. Го освоивме второто место во кадетска конкуренција за деца 2009 и помлади. При тоа игравме, морам да признам, игравме со деца 2011 годиште. Така да сме доста конкурентни за во постари генерации, камоли во нашата. Играме и меѓународни надпревари. Таков е последен имавме во Босна, во Требиње. Има одличен базен, многу светски услови, што е многу интересно за градот, колку 20.000 жители да има таков базен 50 метарски, а ние од речиси милион жители да не сме немате соодветни услови, да. Само, Александар, ме интересира, претпоставувам и гледачите, која опрема е потребна за ватреполо? Па немаме ние некоја нарочна опрема, значи купање и пешкире опрема. Добра, капа, штитници за уши, нешто така, за нос? Капа си добиваат од клубот, нема... За нос, не. Нема штитници за нос, нема за уши, штитници за уши, самата капа, самата ватреполо капа си има штитници за уши. За нос, за уста нема, наочари не се користат, така да толку што се однесува до опрема сме не е многу скап спорт, така. Доста практични. Само купањи, понатак како станува посериозно
посериозен тренажниот процес. Има, да, специјални купања за ватерполо, кои се со дупла постава, фактички со дупли купањи. Така како што? Не се штити, него се подебели купањите, у случај ако те потегне да не се скинат одма. Така. Така Да, видовме дека доста има тоа, техники. да, видовме дека кога кажавте равање. Следевте, претпоставувам, ватерполо, нели, бидејќи Колку тоа што ви е, можев. да, тоа ви е професија, ама го следевте финалниот надпревар, нели, за злато. Кажавте дека голема пауза во Македонија околу тие надпреварувања. Ќе биде ли ова мотив за младиве деца да тренираат ватерполо? Да ги оставиме еве условите, има еве колку толку, 2 базени, можеби ќе се направи уште некој, пак има малце подобри, како што кажавте, услови. Ќе биде ли мотив за младиве деца за овој спорт да се пријавуваат да го учат? Па да, верувам. Не се надевам, пошто верувам и убеден сум во тоа. Не само поради успесите во ватерполо на соседните земји, пак ќе кажам, немаме ние некои вонсеријски услови, ама за волја на останата нема ни Србија некои вонсеријски услови. Ја кога и да сме отишле таму, и они се жалат, секој се жали. Ама имаат медали, освојуваат медали. Али имаат медали, тоа е некој систем, тоа ми е поентата. Треба да се создаде систем на функционирање, не само за децата и за играчите, него систем на функционирање и на клубови, и меѓу клубови, и за репрезентации, ако сакате кажете и за федерации. Така да, тука е по мене главниот проблем, каде што системот не ни е немаше систем. Ние сега го воспоставуваме тој систем што сметаме дека може да не однесе на Олимпијада. Здравие Боже. Здравие Боже. Тука некаде веќе изминува полека нашето време за денешниот разговор. Уште еден повик, бидејќи е бесплатно. Значи, сите заинтересирани дечиња, момчиња и девојчиња на возраст од 7 до 12 години да ве најдат на војниот базен во аеродром, така? На воен базен во аеродром, на социјалните контакт, мрежи ги имате сите информации. Пливачки ватерпол ПВК Вардар. Имате на вебсайт, социјални мрежи, можете да се јавите на телефонските броеви, таму оставени, така да секој што сака ватерполо е добре дојден и верувам ќе биде задоволен. Да. И времето е убаво, топло, тренинзите ви се во 18:30, попладне, така да, еве, дојдете, пробајте, навистина убав спорт и да се надеваме дека ќе имате уште многу успеси како ПВК Вардар. Благодарам, Александар.